Населен уште од преисторијата, со постојан континуитет се до денес, ридот Маркови кули и неговата околина представуваат место кое што со илјадници години наназад ги привлекува луѓето да живеат тука. Географската положба, геоморфолошките содржини, големиот број мистични облици на карпите биле главните фактори и причини за богатата материјална култура која што се создавала тука со векови. Концептот на истражувањата со децении наназад, предводен од експертите на Институтот за старословенска култура од Прилеп, кој управува со овој простор, бил заснуван на врвен научно-истражувачки приод, преку соработка со светски еминентни истражувачки установи од ваков карактер, при што се добиле цврсти и релевантни докази за животот и цивилизацијските придобивки на овој простор. Со досегашните истражувања се констатирани траги од енеолитот па се до денес, но постудиозно може да се зборува за остатоци во периодот на доцната антика и средниот век. Уште во раната антика на овој простор е извршена фортификација на клучните сегменти од горниот дел на ридот Маркови кули. И овие содржини се поврзуваат со претпоставената населба која што се викала Керамија. Особено градежни интервенции има за време на периодот на доцната антика, каде на просторот на горното плато на ридот е изведено масивно обзидување и градење на кули над зидините. А при што е изграден и систем на влезови кој што го овозможува лесна комуникација меѓу одредените сегменти на одбранбената структура. Овие остатоци се особено засведочени во период од 4-тиот до првите децении на 6-тиот век, при што следиме стратиграфски сознанија кои укажуваат дека во овој период веќе фортификацијата го губи своето значење и елементи кои укажуваат на нејзино користење отсуствуваат. Ова фортификација сметам за потребно да надобележам ги опфаќа 4 возвишенија од ридот Маркови кули. Тоа се Тапанче, Гребник, Чардак и Крупник. При што највисокиот сегмент Чардак во сите планирања на дефанзивната функција, фортификацијска функција на овој простор зазема особено значајно место како последен одбранбен пункт. Веќе на почетокот на 6-тиот век Керамија го губи своето стратегиско и воено значење. Градот полека започнува да се уништува. После овој период на антиката, доста интересен за науката е периодот од 9 до 12 век, кој што период е еден од главните белези на овој простор, кога е откриена и таа симбиоза на словенската и византиската цивилизација и култура. И токму таа е контрадикцијата меѓу веќе воспоставените типичните словенски форми кои што се карактеристични за едни рамничарски краеви. Овде имаме нивна реинтерпретација на една карпеста подлога и тоа е таа илустрација на словено-византиската симбиоза кои што корените некаде во 6-тиот и пред 6-тиот век ги има на Подунавието, додека вистинскиот заокружување на тој процес го има внатрешноста на Балканот на просторот на Македонија и токму можеби или не можеби, него во голема мера може да се објасни спецификата на генезата на македонскиот народ врз основа на овие симбиотички процеси кои се многу поразлични во однос на територијата на исток на просторот на Бугарија или на Србија или на Грција. И значи покрај таа етногенетска димензија, овдека сигурно има една друга димензија за која зборуваме, а тоа е реинтерпретацијата на класичната словенска или словено-византиска култура врз карпеста подлога. Токму во тој период од 9 до 12 век на ридот се создава протоурбана населба со систем на микростамбени целини, како што е просторот на Подкули, просторот на Средкули, просторот околу црквите Свети Димитрија и Свети Никола и неколку други. Тие микростамбени целини имале неколку содржини, како стамбено-складишен простор, производствен сегмент и простор поврзан со некрополата. И овие форми на реинтерпретација на
и словено-византиските области на стамбената архитектура, токму тоа е уникатноста. И затоа она го споменува дека системот на истражување овозможува токму овие специфики, доколку истражувањата не биле концепирани научно истражувачки спознајни, поголем дел од овие манифестации не би биле аргументирани со податоци од археолошките истражувања. Овој систем на микростамбени целини е поврзан како со внатрешни комуникации, така и со комуникации со целиот околен простор. Значи не можеме да зборуваме за населба во урбана смисла, иако се спомнува Прилеп како град поврзан со времето, поврзан со настаните околу Самуил и слично, но во суштина тоа се уште нема елементи на средновековен град со овие параметри што претходно изборува за средишно јадро оформени содржини. Највисокиот степен на развиток овој простор го има за време на Византија, во последните децении на 13-тиот и првите децении на 14-тиот век, се до 1334 година, кога овој простор го освојува српската средновековна држава. За време на Византија градот имал два елементи: горен град или акропол, каде имаме разновидни содржини. Покрај она фортификацијско значење, тука има и цел систем на палати, каде живееле војно-политичките великодостојници. А во подножието на падините на Ридот се наоѓал долниот град, или делот каде живее цивилното население. На овој простор се развива еден сложен комплекс од објекти поврзани непосредно со воената функција. Тука имаме неколку значајни, обемни, пространни, неколку спратни згради за сместување на војската и нормално и во сите нива на војска, но имаме она што е особено значајни, неколку веќе откриени, детерминирани остатоци од пространни објекти, палати, каде што имаме покрај оној сегмент за сместувањето и јавниот сегмент имаме со нив поврзани и некрополи за погребување на присутните, што јасно укажува за присуството на воени и политички великодостојници на овој простор, што се сведочени во пишаните извори, но одека веќе засведочени со своите материјално остатоци, во кои спаѓаат репрезентативни градби, кои како илустрација на ова репрезентативност и фактот што дел од нив се фреско писани на трешноста на зидовите. Потоа имаме објекти кои што се декорирани со значителни камена пластика, така што зборува за една фортификацијско, но и цивилна содржина на горниот град и што е во поголема или помала мера компатибилна или компаративна со другите византијски објекти на просторот, на медитеранскиот простор, особено на централно-балканскиот простор. На Ридот биле создадени 3 одбранбени зони на градот, со исклучително огромно обзидие. Овие содржини се надополнети со цел систем на веќе познати класични византијски фортификацијски елементи. Тука имаме кули, систем на кули, распоредени на најстратегиски најподатливите места, кои имаат кружна или веќе возобновената правоаголни содржини, системот на главниот влез кој овозможува повеќе страна контрола на движењето на овој простор, потоа зоните на последната одбрана, на возвишението Чардак, кои овозможуваат фрагментарно стратегиско приоѓање во заштитата на овие порашини. Во сушност тоа е засведочено во пишаните документи на знаменитиот византијски великодостојник Георгија Акрополит, кој што при освојувањето на Прилеп ги зборува многу сликовито, го опишува системот на одбрана кој овозможува до последната точка на одбрана да се зачува значајните фортификацијски позиции. Во тоа време на Византија, Прилеп е еден од најголемите центри на црковната уметност и архитектура во внатрешноста на Балканот, заедно со Охрид и Костур на територијата на целата Македонија.
Народното предание вели дека во Прилеп постоеле 77 цркви. Со археолошките истражувања се откриени десетина. Местото каде се градени црквите, сегашната населба Вараш во Прилеп или тогаш подградие на средновековниот Прилеп, представувала трговскиот, економскиот и културниот центар на градот. Тука се одржувал и еден од најголемите панаѓури во тоа време во Македонија. Најголемата експанзија, всушност на црковно градителство и на сликарство, на создавање на уметност се случува некаде во втората половина на 13-тиот век, кога Прилеп се нашол на самата граница помеѓу Византија и средновековната српска држава. Всушност тогаш Прилеп станува една од најзначајните бази на Византиската империја. Византиската воена и цивилна администрација се лоцира во Прилеп во тој период и тогаш, значи тоа почнува некаде по реставрацијата на така наречената реставрација на Византија во времето на палеолозите. Всушност криторите на овие црковни градби се представници на таа византиска аристократија која што доаѓа овде да ја обавува својата функција. Денес се уште постојат и активни се црквите Свети Димитрија, Свети Никола, Свети Петар и Павле, како и Света Богородица Пречиста. Освен овие цркви, постои и активен е и манастирот Свети Архангел Михаел, за чие создавање постојат доста интересни историски записи. Меѓу тие имиња, за среќа кои што се сочуваани како ктитори на овие градби, секако најистакнато е името на големиот хардулари на Западот Јован, кој што е ктитор на манастирската црква Свети Архангел Михаел. И всушност тоа е значајно бидејќи тој бил еден од најмоќните луѓе на своето време во Византија, кој што поради некоја причина за нас непозната, одлучил дека токму тука ќе изгради својата криторија, која што воедно требало да послужи како негов мавзолеј. Значи по неговата смрт да биде закопан во црквата, да биде погребан тука. Црквата е двокатна, значи во горниот дел кај што влегуваме, тоа е наосот на црквата. Во долниот дел има една просторија која што во 19 век се служела како лекувалиште на душевно болни. Имала таква функција и всушност тој дел кој што во 19 век бил пренаменет и бил отворен влез, во долниот кат на црквата има откриено фрески кои што прикажуваат светител кој што води личности, од кои што првата е облечена во аристократска облека. Поради тоа се претпоставува дека всушност тоа е портретот на Јован и неговото семејство кои што биле погребани тука. Подоцна црквата претрпела многу оштетувања, че била паднати биле куполите, горните конструкции и во тие реновирање немаме останато конкретни остатоци човечки долу за да можеме да потврдиме дали е имала дали била обавена таа погребна функција или не била обавена, но во секој случај тоа што постои тука тој ктиторски портрет, каде што е прикажан Јован заедно со неговото семејство, укажува дека најверојатно биле погребани тука. Значајно за манастирската црква е и фреско живописот, кој што е делумно сочуван и е изработен од една од најпознатите работилници на територијата на Охридската архиепископија во втората половина на 13-тиот век, а тоа е работилницата од референдарот ѓакон Јован, кој што работи на фреско живописот во црквата Свети Никола во селото Манастир во Мариова. За манастирот Свети Архангел Михаел значајни се нацртаните портрети на кралот Марко и татко му Волкашин на влезната врата од црквата. Науката претпоставува дека тие настанале кратко после Маричката битка. Податок кој што наведува на таквото размислување е белата облека на кралот Марко, кој што во тоа време била облека на жалост и всушност таа укажува дека тој најверојатно бил во жалост за татко му Волкашин. А друг значаен податок е тоа што тие се нарекуваат символичка представа на инвеститура божествена, односно прикажана е Божјата рака како ја поставува круната на кралот Марко на главата, што има за цел да покаже дека неговата власт била од божествено потекло, значи дека е оправдана. Црквата Свети Димитри е најголемата зачувана црква од некогашниот град. Ктитор на црквата бил Димитри Мисинополит, кој што потекнува од Солунската област и бил доста моќен чиновник во Византиската империја во Прилеп.
Подосна, околу српското освојување на овие простори, еден од синовите на Димитри Мисинополит ја дава на поклон црквата заедно со целиот нејзин имот на манастирот Трескавец. Тука е и црквата Свети Атанаси, од која останати сега се само ѕидовите. Кровот го нема, а во црквата не се извршуваат никакви црковни служби. Според патеписецот и архимандрит Антони, кој поминал во Прилеп во 60-тите години на 19-тиот век, опишал дека фрескоживописот кај црквата во тој период бил комплетно зачуван, но од тогаш до денес не е останато за жал ништо. Таа е градена во правилен така наречен опус клоадзене, односно келија систем, кој што се карактеризира со правилно оформени блокови и врамени со тули. Значи тоа е еден од најрепрезентативните системи за градба на средновековни цркви воопшто во Византија. Една од најзначајните цркви во Прилеп во тој период е црквата Свети Никола, изградена во 1298 година од страна на благородникот Вего Кабза и неговата жена Марија. Црквата е особено значајна бидејќи има една од најбогато декорираните фасади во општо во византискиот свет кои што се сочувани кај средновековните цркви, и таа се карактеризира со повеќе типови на орнаментални украси, односно таа е така наречена керамопластична декорација која што е изведена со тули, има мотиви во вид на рибина коска, ромбови, цикцак ленти, но исто така има и примена на така наречени лончиња, кои што всушност представуваат посебни градежни елементи кои што биле вградувани во византиските цркви со цел за да се зголеми акустиката во нивната внатрешност, но и за да се олесни градбата во повисоките парти. Се уште во науката се води дебата дали црквата настанала во рамките на две градежни фази. Затоа најзаслужна е различната градежна техника во пониските и повисоките делови на црквата. Повисоките делови се изградени од тула, а пониските од масивни камени блокови, кои што се грубо обработени, но има и примена на антички сполии, односно елементи од постари антички објекти. Значи, особено значајно во црквата е тоа што е сочувана нејзината комплетна фреско декорација во внатрешноста, за која што се смета дека е производ на две сликарски работилници, односно две сликарски ателија биле ангажирани за изведбата на ѕидното сликарство. Постарата работилница работела во олтарскиот простор на црквата и расликала представата на Богородица во конхата на апсидата, која што е придружена од архангелите Гаврил и Михаил, додека работилницата која што работела околу 1298 година го насликала живописот во наосот на црквата. Со навлегувањето на српската држава на овие простори, после 1334 година, Ридот Маркови Кули со неговата колина добивал се повеќе економско отколку воено значење. Затоа е и редуциран тој фортификацијски дел на горниот град. Финале на овој процес е за време на кралот Марко, кога Прилеп нема никакви елементи на воено значење, нема услови ниту можности за одржување на тврдината и целиот нагласок е комплетно на цивилниот дел. Во тоа време најголемиот дел од градот се простира околу црквите Свети Димитрија, Свети Никола и манастирот Свети Архангел Михаел. Тоа е можеби најдобра илустрација за она неколку пати веќе што го спомната, таа двојство. Од една страна кралот Марко како хероизирана личност, историска личност, а од друга страна една минимална, незначителна воено-фортификацијска содржина во централното место на неговото владење. И тоа може би е финален на користење на овој простор и всушност кои сите оние премрежја, таа историја во мало на културната историја на Балканскиот полуостров се заокружува со едно вакво двојство, со еден ваков парадокс. Хероизираниот балкански јунак кралот Марко нема всушност никакви позначајни фортификацијски содржини во централното место на своето владење. После кралот Марко, средиштето на градот полека започнува да се преместува на просторот на сегашниот Прилеп, а според историските записи,
Манастирот Трескавец сега го превзема приматот на средишен пункт на христијанското население во Северна Пелагонија. Денес целиот локалитет Маркови кули е посетуван од илјадници туристи годишно, кои што сакаат да ги посетат тврдините, црквите и манастирите, да ја слушнат целата оваа богата историја, да се вратат за момент назад во времето, кога Прилеп бил еден од поголемите центри во Византија. Локалитетот е ставен на привремената листа на заштита на УНЕСКО, а се прават огромни напори после Охрид тој да биде вториот регион во нашата држава кој што ќе се најде на постојаната листа на заштита на оваа меѓународна организација.